Добро утро, драги гледачи, и добре дојдовте пак уште во едно видео од мојот свет. Јас сум Михаил Орел Јошевски. Сега се наоѓаме на една многу добра локација во Битола, тоа е старата битолска чаршија. Како што гледате околу мене, позади мене, има многу дуќани. Се наоѓаме тука и ова видео, како што најавив во видеото, првото видео за 2006, како што го најавив, е за тоа што се случувало во 2005 година. Во 2005 година се случи нешто што може да се граничи со терминот трагедија. Загинаа многу млади луѓе, кои од сообраќајна несреќа, кои од невнимание, и најтрагично загинаја и цел бенд, тоест ДНК бендот, цел бенд. Значи, повеќе не постои бендот. Се на небо некаде, не гледаат. И сето тоа од невнимание и од заштитување на некои криминали. Можам да кажам дека треба власта да превземе одговорност околу овие работи, затоа што ова пак можам да кажам дека се граничи со како да имало некоја страшна војна која би траела неколку дена. Многу луѓе загинаа, некои од нив и мои блиски особи кои што сум ги познавала, кои што биле дел од мојот живот, со кои што сум јадел, сум пиел на трпеза со нив. Сме делеле добро лошо. И можам да кажам дека тоа што јас го чувствувам сега и душата ми трепери внатре, откако дознав, откако разбрав што се случило и како се случило и зошто се случило, едноставно многу е тешко. Затоа упатувам апел да не се случуваат вакви работи како што се случувале во 2005 година. Од 2004 до 2005 година едноставно беше, можам слободно да кажам, како уништување на човечката раса, на цела човечка раса. Особено овде во Македонија. Толку многу сообраќајки, толку многу мртви, а никој не одговара. Толку многу плач и жал, а емпатија никаде. Никој не сака да сноси одговорност за тоа што се случи таму и цело време што се случувало. Што се случи? Знаеме сите дека ако си партиски играч, ако си бизнис играч и ако имаш повеќе пари,
Нема никој тебе да те допри. Ама до кога така? Не може да трае вечно. Ништо не трае вечно. Мора да се сноси одговорност. Ако газдата на Пулс имал некакви врски, без разлика какви, со власта, ако власта замижала, веднаш треба цела власт да си даде оставка. Затоа што тука се во прашање млади животи кои што доправа имале живот во нив. А каде се сега? Под земја. Значи, апелирам до цела македонска јавност, до сите следачи, до сите гледачи, да собереме потписи и оваа влада да си даде оставка. Затоа што после ова што се случи, во било која и да е земја во светот и во најзапаталената, самата влада ќе си даде оставка. А не камоли да биде на власти, да сценира сценарија за да печали пари. На кој? На грбот наш. На граѓаните кои што немаме никаков кабает да го трпиме сето тоа. До кога вака? До кога? Тоа што се случи тогаш, направив и лајв на ФБ, имав многу закани по мојот живот. Ги објавив на ФБ, јавно да се гледаат. И едноставно луѓето не можат да сватат дека тоа што се случи е една огромна трагедија. Дека сето тоа мора да престане. Не може до недоглед. Едноставно не може до недоглед. Да, имаше упатувано и закани кон мене, кон мојата фамилија. Ама ви кажувам, немам јас што да изгубам. Јас сум вреден човек. Работам, ќе преживеам, ќе имам и пари, ќе имам и се, ќе имам и екзистенција нормална, но тие што се закануваа, што ми се закануваа, што ме уценуваа на ФБ, да ги видам нив, што ќе прават. Затоа што таа фотелја ќе им трае 4 години. После 4 години може да се смени власта, да не бидат на работа никаде. Ќе бидат на улица. Ама јас во никој случај нема да бидам на улица. Дефинитивно. Зошто? Зашто јас вредно работам, се трудам, со чест, со пот, со крв, со снага, со здравје ги заработувам моите пари. А тие што прават? Со крадење? Со лажење? Со манипулирање на народот? До кога? Кажав, 4 години, веќе 2 години поминаа, уште 2 години имаат. Ќе ги наполнат джебовите, но и тие пари се трошат.
Таквите пари лесно се трошат. Значи, не се плашам. Ајде. Ќе им кажам и адреса каде живеам. Ајде ќе се најдиме, ќе се соочиме. Нека дојдат дома кај мене, ќе ги снимам. Не се плашам. И со пушка, и со пиштол да ми излезат, нема да се плашам. Вешто ќе се одбранам. Ако ги убијам, ќе бидам прогласен за херој. За тие што се свесни. И да лежам затвор. Ова што се случува е нешто невидено. Толку трагедии, толку молк, толку тага, толку лелеци на родителите. Сето тоа е одраз на американскиот шљам што дојде овде, во Македонија. Целиот шљам дојде овде. Сето тоа што не чини. Криминал, корупција, мито. Се дојде од Дончо Трампевски. Да не речам Доналд Трамп. Затоа можам да кажам слободно. Ајде, дојдете. Дојдете да видиме какви проамерикански сваќања имате вие. И што активизам вие промовирате. Да се уништи светот ли? Да не постоиме? Слободно. Кажете. Дојдете. Превземете одговорност. Ајде да се веселиме. Ајде. Нека се спаси државата од сето овој шљам, од сето ова што е ѓубре овде. Јас лично ќе ви правам забави, ќе се веселиме до миле волје. Знам и да свирам, знам и да пеам. Ќе ви направам забава за мерак, пар екселанс. Но дали дојдовме до веселење? Дали сме дојдени до тоа дередже? Луѓе умираат, а тие во Хераклеја, овде во Битола, прават таква конференција со јадење, со пиење, со музика, со забава. У Гркланд да им застане. Не е во ред. Да се веселиме. Ајде, Мицко. Ајде ќе се веселиме. Дај си оставка, многу ќе се веселиме, верувај. И прашањето ми е до кога психопати ќе водат оваа држава. Прашањето ми е до кога? До кога? И како? ,99,9% од
народот во Македонија е гневен. Го сваќате тоа? Јасно ви е? ,99,9% не можат луѓето да живеат. Немаат живот. А вие што? Кога ќе се превземи одговорност? Кога ќе се даде оставка? Кога ќе се апсат криминалците? Или последно овде педофил? Педофил ставате психолог на малолетни деца. Што сакате да пропагирате? Педофилија? Наред е сега педофилијата да се велича како трајна и вистинска вредност? Не велам традиционална. Оти вие сте далеко од традицијата на еден народ, на една држава. Вие немате ни традиција, немате ни националност, вие сте едно ништо. До каде? До кога? Тие деца имаат родители. Јас сум родител. Наместо да ги убивате таквите луѓе, наместо да ги ништите, вие ги ставате на пиедестал. Дали е тоа во ред? Ајде, некој нека ми каже дали тоа е во ред. Не е во ред. И тоа јавно да се сликате со педофил. Што сака? Авторот што сака да каже со тоа? Дека е во ред да бидеш педофил? Дека е во ред да силуваш деца? Не, не е во ред. Наамин дека вие. И сега да, пак очекувам закани. И пак ќе бидете прогласени за славни, главни и популарни. Нека ве гледа цел свет. Ајде. Ајде. Ајде да видиме до каде и до кога. Ако имате барем малце чувство, нема ова да го правите. Ама нека ви служи на чест. Нека ви служи на чест. Тоа можам да кажам. Ви благодарам.